Фала ти за Твоята верност, Господе. Фала ти за Твоята верност, Господе. Господе, причината зашто живееме. Господе, причината зашто постоиме. Господе, причината зашто се собираме тука. Заради Бог. Бог е достоен. Бог е жив. Ништо не се сменило. Бог е жив. Ние луѓето се менуваме на добро, на лошо. Светот се менува на добро, на лошо. Ама Бог не се менува исте. Бог не се менува. Ништо не се сменило. Може твојата перцепција за Господ се сменила на добро или на лошо, ама Бог не се менува. Ние треба се менуваме на добро. Ако нешто не е во ред во нашите животи, ние треба се менуваме. Не Бог да се смени. Амен. Бог нема намера се менува. Затоа што е совршен. Безгрешен. И тоа што Бог го прави е секојаш совршено. И тоа што Бог го направи веќе е совршено. И завршено. Амен. Исус кога умре рече завршено е. И совршено. Неговата жртва беше совршена. Безгрешна жртва се пренесе во безгрешна жртва на Бог. Совршена. Неговото служење на Бог беше безгрешно, совршено. Се што требаше да направи Исус, направи. Завршено. Минато завршено време. Победата е извојувана. Битката е победена. Исцелувањето е случено. Финансискиот пробив е случен. Велам, финансискиот пробив е случен веќе. Завршено е. Тоа е темелот на нашата вера. Амен. Ние имаме цврста карпа на која што стоиме. Тоа е Исус Христос. И таа карпа го победи ѓаволот. Со сите негови планови, лукавства, војски, замисли, Исус победи. Тоа е завршено. Тоа ништо не може да го смени. Пак велам, нашата перцепција може, вистина е, не е, нели? Знаеме, не знаеме, веруваме, не веруваме, живееме со Бог, не живееме, тоа е наш проблем. Бог нема проблем. За Бог завршено е. Завршено е. Тоа не значи ке е лесно. Амен. Тоа не значи ке е одма. Тоа не значи ке се случува да работите јако, а сакам, нели? Ама тоа значи дека е завршено. И Бог е верен. Нема вика да дозволи искушение поише од тоа што може да носиш и заедно со тоа ќе ти даде сила да издржиш и ќе ти даде излез. И ќе ти даде победа. Амен. И секојаш не води Господ во победа. И ние сме веќе благословени, вели во Исус Христос. Словото вели со секаков можем благослов, веќе сме благословени. Ние веќе сме благословени. Ние веќе сме благословени. Ние нема потреба да докажуваме дека сме благословени. Ние нема потреба да се трудиме да сме благословени. Ние сме благословени. Ние веќе сме успешни. Ние сме Божји луѓе. Ти нема потреба да се докажуваш дека си Божји човек. Ама ја верувам на прав начин, тој не верува, не се докажува уопште, докажано е. Бог докажа веќе. И сега што верува во него, завршено е. Се што треба е, прими од Господ само. Прими само, едноставно прими го тоа. Верувај го, живеј го. Верувај, гледај така на себе си, размислувај така. Биди во Божјото присуство, живеј во Божјото присуство, нели? Тоа што го правиме на служба, прави го дома, служимо на Господ, секој ден, секој ден, секој ден. Нели? Живеј со Господ. Консултирај се со Господ, барај мудрост од Господ, водство од Господ, нели? Совети Бог да ти дава, мудрост, насоки, одлуките твои. Амен. Ти Бог е паметен. Паметен ли е Господ? Многу е паметен. Толку е паметен што ја не го разбирам често пати. Пати јас сум глупав, нели? Он е паметен. Не се ускладуваме. И треба да дојам до некој ниво да се обновувам у Словото, у Господу, молитва, се изчистувам од глупостите на овој свет, за да дојам до таа позиција да може да чујам стварно од Господ. Ви се случувало тоа? Не дека Господ не збори, Бог ностоп збори. Ама јас сум глув и ќорав,
затоа што овој свет не оќоравува и не оглувува и не оглупува, нели? И треба да се исчистиш од овој свет, за да дојдеш до тоа ниво да можеш да чуеш од Бог и после кога слушаш отворено небо. Халелуја! И Бог е свет Бог. И Словото Божие е свето. И ние тоа Слово го проповедаме. И ние тоа Слово го читаме. И ќе го читаме Словото вечерва и ќе се насладуваме во тоа Слово. Оти тоа е вистинска храна. Божите зборови се вистинската храна. Божиото Слово е вистинска храна. И тој што го чита Словото е благословен. И тој што го слуша Словото е благословен. Ке читаме во псалмите, псалм 103, кој што сме го читали и порано, но пак ќе го читаме, оти Господ сака да го читаме. Затоа што еден од најубавите псалми. Псалмите сами по себе се прекрасни, полни со откровение, со пророчко помазание, со издигачко помазание, со откровение, со разбирање, познавање на Господ, мудрости, сила, слава, искуства. Псалмистите споделувале дел од својот живот во псалмите кои запишувале, споделувале мудрости кои што Бог им ги давал, нели? Тестовите низ кои што праѓале ги објаснуваат, страдањата, славата Божја објаснуваат. Значи, псалмите се прекрасни. А од сите тие псалми овој како ептен ми е омилен, еден од омилените псалми. Затоа што има прекрасни откровенија за Бог. Што Бог направил, кој е Бог и нашиот однос со Него, и Неговиот однос со нас. Халелуја, Псалм 103 вели, од почеток ќе читаме: Благословувај го Господа, душо моја, и се што е во мене, благословувај го Неговото свето име. Видите како почнува. Вика, благословувај го Господа, душо моја. Не вика, љути му се на Господа, душо моја. Не вика, карај се со Господа, душо моја. Не вика, бунтувај му се на Господа. Ти Господ ти е крив за тоа што не ти е во ред у твојот живот. Него вели, благословувај го, душо моја, Господа. И кога е лесно и кога е тешко. И кога животот ти е уред и унеред. И кога имаш и кога немаш. И кога си радосен и кога страдаш. И кога си здрав и кога си болен. И кога се чувствуваш победник и кога се чувствуваш поразен. Став на срце. Благословувај го, душо моја, Господа. Зошто? Ти Господ е достоен. Сакаш Бог да те благослови тебе, благословувај го ти Него. Кога душата твоја ќе ја поставиш у таа позиција да го благословуваш Бог постојано, нон-стоп, ти се отвараш да ги примиш Божите благослови. Сакаш благословите Божи да течат врз тебе? Сакате ли Божите благослови да течат врз вас? Почни да го благословуваш Господ. Затоа што Бог веќе те благословил во Исус Христос. Тоа е пораката. И тоа е завршено. Ако ти веруваш стварно во тоа, а да речеме голтар си, ништо немаш, ни пари, ни здравје, ни нула, како Јов. И фамилија изгуби, и пари, и здравје, и уште душата не изгуби. У тоа му остана. Нели? Јов шо му остана кога страдаш? Душата му остана. Нели? Со таа душа благословај го Господа. Тогаш ти стварно веруваш дека стварно Бог те благослови Исус Христос. Тогаш ти се отвараш за Божите благослови да течат. Не за џабе псалмистот на почеток вика благословај го, душо моја, Господа. И после реди работи набројува зошто треба да го благословаш. Оти верата зборува. Откровението за Господ, ако ти откриено, ти не можеш да молчиш. Нели? Што тоа јас не можам да молчам? Вика, благословувај го, душа моја, Господа, и се што е во мене, благословувај го Неговото свето име. Благословувај го Господа, душо моја, и не ги заборавај сите Негови добротворства или добрини. Не ги заборавај Неговите добрини. Не заборавај Господ што направил за тебе. Кои се Божите добрини? Нели, тука во основа ги набројува. Кој што ги простува сите твои гревови.
Знаете колко е голем ова? Господа ти ги простува сите гревови. Луѓето се и се што прават за да им се прости грев. Какви се не жртви прават и јадет и ритуали и страдања и пари даваат и не знам шо све прават. И ништо. А нашиот Господ ни прости без пари. Исус умре, го прости нашиот грев бесплатно. Од љубов. Не го заборавај тоа. Душата твоја нека го благословува Господ заради ова секој ден. Секој ден. Душо моја, благословувај го Господа. За да може да го примаш овој благослов секој ден. За да крвта на Исус, како вика Јован. А ако имаме заедништво со Бог, живееме со Него, тогаш ние општиме и крвта Негова не чисти постојано. Тоа е тајната на животот со Христос. Ние сме ностоп склони кон грев, нашето тело, стариот човек. Ама ако живееш со Господ, Господ те пази од грев, да не грешиш, но дури ако нешто погрешиш, мисли, збор, нешто, крвта те е чисти, нон-стоп. Ова е благослов. Ова е огромен благослов. Замислете за секој грев што ќе го направивме да готово. Пошто казната за гревот е смрт. И да мора Господ да тутепа. Или да почнеш да страдаш и да нема излагање од тоа. Нели, ви се случувало, почнеш да тонеш у животот, нешто се случува, проблеми и као нема излез. Као свети се случува наеднаш проблеми од сегде, кој ќе ти удри ѓаволот некојаш, нели? Проблеми овде и финансиски, и здравје, и дома, и не знам што, све. Наеднаш ви се случувало. Као бура и замисли да нема излагање од тоа. Цел живот да мора така да го живееш. Па не се живее. Добрата вест е, Господ простува грев. Господ вади од тоа. Не го заборавај тоа. Зато твојата душа да го благословува Господ. Не да се бунтуваш, не да се гневиш, не да се љутиш, не да се кај е Господ. Господ тука е нон-стоп. Господ веќе го направил тоа. Веќе ти простил. Те ги простува сите твои гревови. Ги исцелува, вика, сите твои болести. Ради гревот доаѓа болест. Дали твој грев, дали гревот на луѓето општо, нели? Загадување, хемикали, отрови, радиации, грев на други луѓе, што и да е, наш грев, болест доаѓа. Ама Господ вика ги исцелува сите твои болести. Односно, како што крвта на Исус нон-стоп те чисти, така помазанието нон-стоп те исцелува. Дури и самото тело така е создадено, процеси во телото има, дури неверниците тоа го живеат, Бог ги благословила, не се свести, ниту му благодарат на Господ. Целото тело нон-стоп се само исцелува. Нон-стоп има војна во клетки, на клеточно ниво, на ниво на органи. Нон-стоп телото се бори. Тоа од Господ создадено така, да биде здраво. А уште повеќе ние кога сме во Господ сега, кога сме во Христос. Помазанието делува те исцелува. Светиот Дух секогаш кога доаѓа те исцелува, никош не те прави болен. Затоа што Господ е лекар, Јехова Рафа. Светиот Дух е исцелителен дух. Светиот Дух не е дух на смрт, не е дух на болест, Светиот Дух не е дух на немоќ, Светиот Дух е дух на сила, на исцеление, на живот и на воскресение. Бог е живот. Бог е живот. Светиот Дух исцелува. Секое стоење вечерва славиме. Бог те исцелува. Бог истура просперитет. Бог благослов истура. Секогаш. Нема човек што застанал во Божјото присуство и се разболел. Освен ако глуми, живее у греф и глуми, такви умираат. Ма ние не глумиме, ние стоиме пред Господ и Бог истура помазание, исцелува. Бог исцелува. Бог веќе не исцели. Вика ги исцелува сите болести. Не се плаши, како и сакарник се нарекуваат болести по име. Ние као Божи луѓе, ние не се плашиме. Не се плашиме од рак, од тумор, од диабетис, од
не знам, ментални болести, од која болест, кажете, се плашат луѓето? Инфаркти, мозочни удари? Ние не се плашиме од тоа. Господ ги лечи сите. Господ ги лечи сите. Амен. Не знам, висок крвен притисок. Наречи го како сакаш по име. Името Исус е над секој име. Како и сака нека се нарекој болест. Депресии. Името Исус е на тоа. Господ лечи секоја болест. Тага, очај, безнадежност, Исус е на тоа. Душевни болки, емотивни болки, страдања, повреди, што и да е, телесни. Исус лечи се. Веќе те излечи, вика, преку неговите рани ние сме излечени. Гледај на неговите рани и твоите рани ќе бидат излечени. Едноставно благословај го, душо моја Господа, за да овој благослов тече низ мене секој ден. Благословај го, душо моја Господа. Не се бунтувај на Господа, душо моја. Не биди непослушна. Не се карај со Господ. Не се љути на Господ. Не се двоуми. Не се сомневај. Не прај глупости пред Господ. Но благословај го, душо моја Господа. И благослови ќе течат. Благослови. Душата твоја ќе е благословена. Знаете, кога збориме ностоп благослови, благослови се. Не збориме ние се, не знам, милиони ќе течат усите. Све пари, све, не знам, коли, куќи, јахти. Некој ќе има можеби поише, некој помалце, некој, нели, кров над глава сите ќе имаме. Ама душата ќе ти е усостојба на блаженство. Тоа е и поентата на животот. Ако видите светот, луѓето зошто копнеат по пари, по коли, по куќите, тоа ги прави да се чувствуваат добро. Зошто пијат? Оти кој е пијан човек се осеќа добро. Зошто се дрогираат? Кога е издрогиран се осеќа добро. Зошто блудствуваат? Кога прават блуд у моментот е добро. Ама после катастрофа. А ние во Господ ностоп се осеќаме добро. Господ прави душата твоја да е добро. Разбираме тајната на благословот. Кога велиме Господ ќе те благослови. Не значи дека сега сите мора да имаме пари, многу коли, куки, не знам шо, нели? Луѓето што го немаат Бог, многуте куки или пари или коли им прави да се чувствуваат добро. Ама ние и ништо да немаме Бог прави да се чувствуваш добро. Да си среќен, благословен, блаженство. Разбираме за што збориме? И да имаш и да немаш и не знам што и да е, душата твоја е добро. И душата твоја го благословува Господ. Тоа е верата, тоа е христијанството. Е се у материјалното, колку ќе имаме, колку ќе немаме, тоа е друга приказна сега. Требе труд, требе ова, требе некој е повикан за ова, некој за тоа, некој ќе успее поише, некој помалце, тоа е друго. Разбираме, да не се осеќате, нели, сите овие години, ја не знам, некој да не сватил погресно, дека сите требаше милионери до сега да бидеме, затоа што сме верата. И сега не сме сите милионери и не сме верата. Па некој може така мисли. Или немаме сите јаки коли, или ово, не е тоа животот, бе луѓе, треба да се вратиме ние на темелите на верата. Па зошто поверувавме у Христос? За коли, куќи и пари, жени? Па ние се покајавме од тој свет, од тој живот, бе луѓе. Ви текнува ли кога се обративте, како бевте среќни? Па остани у таа блаженство. А колку на овој свет ќе успееме материјално, односно ќе успееме, ќе оствариме, не оствариме, тоа е тотално релативно. Секој според повикот. Ама блаженството е нешто што не може никој да ти го краде, за вечност. Си благословен, душата ти е среќна, успешен си. Успеав. Го познав Господ, го познав Христос. Тоа е успехот. Исус рече да го познаеш Бог и пратениот од Него Исус Христос. Тоа е животот. Нели тоа го рече Исус? Не рече Исус животот е да бидете сите царски палати, да бидете, не знам, бизнисмени, политичари, жени многу да имате, коли, куки, пари. Не го рече тоа. Напротив. Нели? Така да што е благословот, да не забравиме, нели? Да не измешаме работите кога читаме благослов ова, тоа и ние од нас све нешто у пари го мериме.
Дака некој може многу пари ќе бидат, ама па тие пари Бог ќе му ги даде за да се употребат за слава на Господ, не за глупости. Не дека душата му е празна, па Бог ќе му даде многу пари за да му била полна. Не, него човек што веќе душата му е полна, па Бог ќе му даде пари. Разбираме? Оти таквиот човек парите нема да го контролираат. Он ќе ги раководи парите, ќе ги употреби за слава на Бог. Од благословена душа Бог ќе му довери. Тоа е целиот принцип на словото. Ко веќе ти си благословен, успешен, среќен, исцелен, нели? Тоа што имаш, па тоа ќе даваш на други. Ти што ќе даваш ако си бедник од душа? Како ќе исцелиш други ако си болен? Како ти Господ ќе го даеш на другија, ти не го знаеш Господ. Нели? Како ќе евангелизираме? Што евангелизираш кога ти не го знаеш Господ? Халелуја! Тој ги исцелува сите наши болести. Тој го спасува твојот живот од распадливост. Те овенчува или крунисува со добрина и љубов. Го исполнува твојот живот со добрини. И твојата младост ја обновува како на орел. Халелуја! Ова може со сати секоја реченица да зборуваме. Го спасува твојот живот од распадливоста на овој свет. Од распадливоста на гревот. Овој свет се распаѓа. Апостолите велат се распаѓа у своите похоти. Објаснуваат што е тоа, нели? Похоти, страст, дечковци, девојки, пари, пак, позиции, не знам што. И се распаѓаат луѓето тие желби, копнежи. Ти нема потреба по тоа да вика Господ го избавува твојот живот од распаѓање. Кога душата ти е благословена, ти си веќе готово среќен. Ако Бог те издигне да бидеш нешто, окей. Ако Бог, пак велам, те довери, окей. Ако Бог те издигне у кариера, окей. Ама ја нема да трчам по патот на светот кој што ради празни души го трчаат таа распадливост која што е во светот им е у душата и копнеат само и мислат кога ќе стојат до нека позиција, тогаш ќе се срекни. Кога ќе дојат до пари, ќе се срекни. Кога ќе има нова куќа, ќе е среќен, и ќе дое кола, ќе е среќен, или ќе се ожени. Дечко ќе има, девојка ќе има, ова ќе има, нешто ќе има, странство ќе иде среќен. Тоа е празна душа. Го нема Господ тој човек. А Господа го имаш, ти си среќен сега и тука. Сега. Ако сега не си среќен, никош нема си среќен. Оти тајната на среќата е сега и тука вечерва. Ама имам проблеми у брак, ама имам проблеми на работа, проблеми со финанси, проблеми со здравје. Не, пак не си разбрал. Сега и тука душата твоја да е срекна. Како ќе е срекна? Ќе почне да го благословува Господ. Зошто да го благословува? Оти верува дека веќе е завршено, дека Бог веќе те благословил во Исус. Бог не вели ти ќе останеш, колку да ти е мизерен животот, ќе останеш у таа мизерија. Не, Бог ќе те извади. Ама патот како Бог да те извади, нема друг пат. Освен, благословувај го душо моја Господа. Почнеш да го благословаш, да го славиш. Не да се жалиш, не вика жали се на Господа душо моја. Не, вика благословувај го. И сите овие благослови ќе те стигнат. Ќе дојат врз тебе, ќе те избави Господ од тој пат на распаѓање. Нема да се распаѓаш у похотите како што светот живее, но ќе те круни са Господ, круна ќе стаje врз тебе. Ќе те зацари. Ќе бидеш цар. Господ ќе те зацари, затоа што он царе. Исус е цар. Цар ли е? Ама за светот не беше. Така да и ти в очите на светот, кој знае како ќе те гледат. Ама што ти е гајле? Јас сакам да сум цар во Господ. Ке се осеќаш као цар. А? Амен. Го воздигнеш царот, Господ ќе те воздига. Во себе си цар си. Знаеш во очите Божи кој си. Амен. Немаш потреба да се докажуваш. Престани да се докажуваш. Нема потреба да се докажуваш. Ти си докажан веќе. Исус кога умре за тебе се докажа. Исус кога умре рече овој човек е драгоцен, затоа умирам за него. Вреди. Немаш од ти да се докажуваш колку вредиш. Ти вредиш веќе. Ти вредиш веќе. И ти вредиш. И ти вредиш. И ти. Ние вредиме. Исус животот го даде за нас.
Нема поголем доказ колку вредиме. You're worthy. Jesus died for you're ready. It's a proof that you're worthy. Yes. I speak no Filipino, so English only. Викате кронисува Господ со неговата добрина љубов. Го исполнува твојот живот со добри работи. Со добри работи ти го полни животот. Добри. Душата твоја да е срекна. Пак ти велам, се е во духот, се е во душата. Како ти ги перцепираш, ги осеќаш работите, ги разбираш. Ке си среќен. Тајната на животот, што е таа успешен живот, не е да на Фейсбук слики да објавуваш. Луѓето ради празни души ностоп слики објавуваат. Биле ваму, биле онаму, се сликале ваму, шетале ваму, јаделе тоа, ова правеле. Не знам што правеле, оти се празни. И се фалат пред другите за да се исполнат. И сега колку лајка имам, и тоа ќе ги направи срекни. Тоа е доказ колку се празни. А човек што е пол нема потреба тоа да го прави. Мислам, може од време на време да објави нешто, нели? Пријатели да видат, окей. Ама луѓето не го прават тоа да видат него, нонстоп тие се болни, ова болест. Или Инстаграм, или нели, нонстоп. Слики, не знам колку следите. Абе, луѓето биле болни, викам, тотално. Не само што го немаат Бог, ама ептен го немаат. Животот за нив е колку лајка ќе добие на Фейсбук. Нема друг живот. Се и се што пишуваат, објавуваат, слики, ова, правеле, не знам, се сликала еднаш вака, еднаш така, еднаш ова, не знам, и све они глумат среќа. А дупки празни, гледам, душата им е празна. Оти ако им е полна, нема да го прави тоа. Посебно девојките, нели, све да се сликаат. Ако им е душата полна, нема да го прават тоа. Нели? Празнотија, распагање на животот. Бог те избавува од тоа. Во Исус Христос ти си избавен од тоа. Бог ти дал живот да го живееш, ти лично да си среќен. Не да глумиш пред луѓето дека си среќен. Не да глумиш дека си успешен. Па гледајте ме јас кај сум бил. Па ќе се сликам, нели? И гледајте ме, јас сум успешен. И тоа ќе те прави среќен. Тоа те прави мизерен, нели? Во очите на Господ. Халелуја! Ти ја обновува младоста како на орел. Орелот им се обновува младоста, тоа има цела наука, нема да збориме за тоа. Сме го спомнале ова. Сите што се над 40 го разбираат овој стих. Тие што се под него разбираат. 40 прилика. Зошто? Затоа што животните процеси у телото почнуваат веќе да успоруваат. Постари сме претежно, тие што се помлади, уште може не сте го стигнале до таму. Животната енергија, природно што е во телото, што ти не ни размислуваш дека тоа е дар и благослов од Господ кога си млад, животните тече живот, како што старе човек се намалува тоа ниво. Постариве знаеме, ја го осеќам. И Господ ти е потребно да ти обновува таа животна енергија, да ти обновува виталноста, младоста, сила ти обновува. Затоа луѓето околу 40 ако ќе почнат веќе влагаат у криза. Се вика криза на средната години, како middle age crisis. И што прават? Или некои се разведуваат, или почнат пијат, се коцкаат. Оти почне животот да го губат таа животна енергија. Кога се млади, глупости прават сите, нели? Имаат сила. Пијат, се коцкаат, прават се што, нели, жени, блудствување, сила има. Телото само е силно. Ама после веќе не е. И после се губат. Не се губат. Над 40 веќе готово. 40-50 готово, изгубени се. Кој да е? Значи се губат. А ако го немаш Господ, готово. Или одлепуваат, или некои, мислам, имаше разни приказни. Или некои се повлекуваат од јавност, тие што биле јавни личности. Оти нема сила веќе да го правим гревот што го живее. А добрата вест за нас во Христос вика, Господ ти ја обновува младоста. Значи, кога застануваш пред Бог и велиш, душа моја благослови го Господа, овој благослов тече врз тебе. Ние и во стари години ќе бидеме млади. Ние на 80 години ќе бидеме млади.
Виталноста ќе ни обнови Бог. Колку ќе бидеме силни у тело и физички здрави и не знам што, тоа од човек до човек, нели? Ама витален ќе бидеш. Амен, виталност ќе имаш. Ќе бидеш жив. Затоа што Бог е жив. Светиот Дух живот дава. Бог сака да си жив. Виталност дава Господ. Не го заборавај ова, вика, не ги заборавај душо моја сите овие добрини Божи. Не ги заборавај. Тоа го вели Божјото Слово. Божјото Слово е вистина. Не ме интересираат човечки животи, не ме интересира овој тој оној, Божјото Слово го вели тоа. Не ме интересира, ама некој умре, ама некој пред време, ама некој се разболел, ама некој... Не ме интересира. Секојаш има причина зашто како не е моја работа да навлегам у секој човечки живот, зашто како онака. Нели? Не е моја работа. Моја работа е да го верувам Словото. Моја работа е да го живеам Словото. Моја работа е да фокусот мој биде на Христос. Не на, ама зошто овој, ама зошто ова, ама зошто тоа. Не. Бог нешто рекол и точка. И факт е. И факт е. Во животи на еден куп луѓе. Бог ќе ти обновува силата и младоста. Се случува, јас го осеќам тоа. Ако душата моја го благословува Господ. Ако живеам со Бог. Ако не живеам, не е сега, после Бог е крив. Пак кажам, одговорноста е на нас. Господ прави праведни дела, на угнетените им ја ваќа правдата. Или извршува правда и суд заради угнетените. Значи, кога си заробен, Господ извршува пресуда, суд, те избавува, зборевме еднаш на оваа тема у детали. Те избавува, те ослободува од угнетеност. И ова е благослов. Кога си заробен, Бог те ослободува. Кога ѓаволот те угнетува, Бог те ослободува. Ги крши синџирите на робство. Халелуја. На Мојсе му ги објави своите патишта, на Израел, израелевите синови своите дела. Многу може за ова исто да се објаснува, најнакратко. Мојсей е прототип за Исус. Вика, на Мојсей му ги откри патиштата. Мојсей разбираше како се движи, како Бог делува, зошто Бог прави работи, зошто не прави. Другите израелските синови, вика, само делата Божи ги гледа. Гледа чудо, гледа Бог снабди вода, снабди ова. Сега во Христос, ние не треба бидеме само гледатели, гледачи. Бог прави ова, Бог прави она у црквата, вамо прави, онамо прави, не знам што. Ти треба да ги разбираш Божите патишта. Во Христос ти треба да го разбираш патот, кој што е Исус. Односно, зошто Бог нешто прави, како тоа Бог се движи, Божите времења, Божите мудрости, да го разбираш Бог. Тоа е сега во Христос за секој еден. Да не бидеме како израелските синови кои што само делата ги гледа. Сега ова, сега тоа, нели? Исус кога беше на земјата, израелците ги гледаа неговите дела. Исус исцелува, чуда прави, мртви воскресна, слепи прогледа и сите вика, алелуја. Ама кога дојде распнувањето, затоа што не ги разбираа Божите патишта, гледаа на делата и истите тие вика, распни го, плюкаа по него. Ајде, овој е лажен. Значи не ги разбира патиштата. Нели, исто и у црквата. Некои плюкаат на црквата затоа што не ги разбират Божите патишта, некои плюкаат на мене, не ги разбират патиштата. Не бидете такви. Бог сака да ги разбираме Божите патишта, да го разбираме Бог. Зошто нешто се случува, не се случува како што познавајте го Господ, браќи и сестри. Амен. Нема плюкачи во Царството Божјо, служба. Што ти е службата, Господ, да плюкам секојаш? Има служители. Амен. Има луѓе што служат. Служи на Господ. Познај го Бог. Мојсей служеше на Бог. Исус служеше. И Бог им го откри патот. Тајната, како во животот работите се случуваат. Во Христос Бог ни открива и на нас. Не биди само гледач. И у црквата се дешава еден куп работи, браво. Не се дешава ништо, Пак се дешава нешто, браво. Пак не, ти не си движен од Господ тогаш? Ти си движен од тоа што гледаш. Ти не си верата, ти не си христијанин. Ти верата гледа од духот, верата не гледа ова.
Има се 10 луѓе или има 1000 луѓе тука. Ја не сум движен на тоа. Јас проповедам како на 10.000 да проповедам вечера. Јас вечерва проповедам како на 10.000 да проповедам. Од духот е така. Господ вика силно слово ослободи, силно слово. Што е битно колку луѓе се у природното? Кога ние од духот служиме, од духот ослободуваме. Тоа што Бог е дух. Господ вели така прави, така прави. Амен, патиштата Божи. Од кај знаеме што ќе биде после ова? Ние го сееме семето. Семето се сее од духот. Не само тие што физички се тука. Во духот се сее. Бог не завршил со шутка. Бог не завршил со шутка. Бог не завршил со ромите. Не завршил. Тек ќе доаѓа. Тек ќе доаѓа и со македонците сите. Бог што замислил ќе се случува. Тек ќе доаѓа. Наше е да служиме. Бог ќе си го работи неговото. Халелуја. Добар и милостив е Господ. Долго трпелив, многу милостив. Знаете колко е важно ова, Господ е добар, да е милостив? Замислете Господ да не беше добар. Му сгрешиш нешто и готово. А Господ е добар. И тоа неговата добрина, вика, што се состои? Вика, не е јаросен, значи, да се гневи жестоко, за вечни времења. Ниту пак неговиот гнев пламнува до века. Не се гневи Господ. Дури да се разгневи ептене малце. И тоа се гневи на ептен луѓето кои ќе глупости прават и гревови. И не се кајат. Свајате што значи добар е Господ. Гледайте што значи. Вика, он не постапува со нас според нашите гревови. Значи, он не постапува со нас според нашите гревови. Значи, не само што е праведен, да речеме, тој што е добар го благословува, тој што е лош го казнува, пример. Не, дури тој што е лош, не постапува Господ со него според тежината на неговиот грев. Добар е, и кон него е добар. Како вика, Бог им дава сонце и на добри и на лоши. Бог им дава здравје и на добри и на лоши. Луѓето не се свесни колку Господ е добар со луѓето. Им дава и фамилии, и куки, и ова им дава способност да работат, да создават. Колку пати размислувам, се чудам, викам, како луѓето не се свесни. Бог им дава способност во животот и да успеат, и сила им дава, и креативност, и идеи. Не се свесни дека Бог е тоа. А само од нив. И не му се за жал. Ама ние како христијани да бидеме свесни дека Бог е тој што ни дава. Бог е тој што не благословува. Бог е тој што е добар Бог. И вика, не постапува со нас според тежината на нашите гревови. Ниту ни плаќа според нашите беззаконија. Не. Простувањето, значи не е само Бог ти простува и окей, па ќе те казни за гревот. Простувањето вклучува и не ја плаќаш казната што следи ради тој грев. Дека Исус веќе ја плати на крстот. Исус ја плати казната за твојот грев. Он не постапува со нас според нашите гревови. Односно, вечерва, ако ти одлучиш да живееш со Господ исправно, целото твое минато до денес, колку глупости си правил, Бог е моќен да го збрише скроз и никаква последица да нема. Моќен е. Не значи дека секојаш ќе биде така, нели? Меѓутоа е моќен да го направи тоа. Знаете што значи никаква последица да немаш? Си бил наркоман, пијаница, женкар, не знам што, болен си, не знам што. Да речем оправдано ради не знам што си бил, наркоман си бил, си добил цироза на јетра. Треба да умреш. Последица од гревот. И са Бог ти простува, ама болеста останува. Бог е моќен да го збрише се тоа да ти исцели. Да почнеш од вечерва си здрав, нов. Да нема последици од гревовите што си ги правил. Разбираме? Си убил човек и ти следи затвор. Бог е моќен не само да ти прости да се осеќаш добро, речеш, ми е лесна, сгрешив многу, нели? Господ ми прости, да не живееш цел живот у измачување.
но и да те избави од казната, те помилува да не идеш од затвор. Бог е моќен тоа да го направи. Да продолжиш со обичниот живот, нормален живот. У тоа е големината на Господ. У тоа е големината на неговата добрина и милост. Бог е моќен. Бог сака. Халелуја. Не постапува со нас според нашите гревови. 11 стих. Затоа што колку е небото високо над земјата, толку е големата неговата милост врз оние што се бојат од него. Колку е високо небото над земјата? Ај, тргни и со ракета и колку? Ке го измериш. Оди, нели? Викаат науката безкрај. Толку е голема милоста. Толку е голема. И вика, колку е далеко исток од запад, толку далеко он ги оддалечил од нас нашите беззаконија. Колку е далеко исток од запад? Ај, тргни, земи кола и накај Куманово и натака на исток, Бугарија, Софија и оди. Запад да го стигнеш. Од исток кон запад, нели? Колку е далеко? И ќе вртиш планетата Земја. До кога? Нема крај. Значи, толку далеко ги отстранил од нас нашите беззаконија. Разбираме? Го осеќаш гревот близко од твојот живот, тоа е лага. Ако си се покајал, гревот е волку далеко. Ама сум грешил многу. Пак ти кажам, небитно колку си грешил. Сега ако одлучиш, Господе, се кајам, одбивам да грешам повеќе. Волку е далеко. До пред делот секунда, ако бил гревот залепен за тебе, веќе не е, готово. Бескрајно е далеко. Оти си поверил дека Исус го зеде гревот. Оти си поверил дека Исус умре на крстот за твојот грев. За твоите беззаконија. Толку е далеко. Бескрајно далеко. И ако гревот е бескрајно далеко, онда светоста Божја е ептен близко. И благословите ќе течат. Оти ти си праведник, ти си благословен, ти си свет. Сите ветувања, што пише у Библија за Божите луѓе, за оние што служат, оние што се свети, оние што се праведни, сите ветувања важат за тебе. До пред една секунда да си бил најголем грешник. Сега наједнаш стануваш најголем праведник. Свајде силата на верата колку е голема. Да го веруваш ова. Да го примеш по срце, во духот. Да го примеш ова откровение, ова разбирање. Ова е разбирање на Божиот пат. Како Бог се движи, како Бог работи. И кога ќе примеш Светиот Дух, почнеш јазици, почне ти ври у духот. Почнеш, силата Божја, огин. Ова не го глумев, стварно ми се случи. Не го глумев, ако мисли некој ми се глумев. Не глумев. Не да се тресам, нешто се случува во духот. Значи, сила Господ излева. Бог е силен. Силен е Господ. Сега може да смени. Сега. Ама треба човек да го поверува, да верува. Ништо не треба, само прими. Поверувај, прими го ова. Прими го ова откровение. Прими. Едноставно поверувај. Сакаш да се смени животот. Еве како се менува, нема поинаку. Од смрт во живот, од болест во исцеление, се менува, од сиромаштие во богатство. Блажена ќе ти е душата наеднаш. Ама дојдов мизерен се чувствував. Наеднаш душата е блажена, готово, крај. Како вика тоа источните религии, нирвана. Совршен мир. Тоа е тоа. Совршено блаженство, мир, шалом. Луѓето копнеат за тоа. Таму тие будистите медитираат со години. Стојат, ништо, нели? Некои прават завет, немаат порад 10 години, 100 години. Некои јадат таму само орес цел живот. Да достигнат тој мир. А ние веќе го достигнавме Исус. Само кога кажеш Исус, готово, тука е. Блаженството и мирот. Нирваната е тука. Шалом. Правиот зборе. Они погрешно таму разбрале. Демоните погрешно им пренеле. Шалом се вика, Божиот мир. Божиот шабат, Божиот одмор. Тој што верува вика ќе влезе у Божјата сабота. У Божиот одмор. Тоа е одморот. Душата ти е блажена. Ќе одмора од своите дела.
ќе влезеш у Божиот одмор, ќе влезеш у Божиот мир. Тоа е да го познаваш Господ Јехова. Тоа е да си прав саботар. Си влегол у Божиот шабат, у Божиот одмор, у Божиот мир. Душата ти е благословена. Ти си благословен човек. Како што таткото ги милува синовите, така Господ ги милува оние што се бојат од Него. Затоа што Господ знае добро како сме создадени, си спомнува дека сме прав. Види зашто Господ кон сите луѓе е добар, милостив. Жал му е дури, гледа, нели, мене колку пати ми е жал, душечки викам луѓе грешници вакви такви, колку и да се угрев, пак ти е жал. Живи се, утре ќе умрат, нели? Спаси ги, Господе, секогаш, нели, о, Господе, спаси ги, о, Господе, помогни им, прости им, нека дојат на себе, нели, такво е нашето срце, треба да е, оти такво е Божиото, прости им, Господе, не знаат што прават. Колку и да се угрев, колку и да се глупост, колку и да грешат, колку и да не го познаваат Господ, колку и да се бунтуваат, колку и да не знам што. Прав се луѓето, без Господ. Правта што е? Ништо. Вика, човековите денови се како трева, цветаат како полскиот цвет, ќе дое ветер, ќе ги допре и ги нема. Неговото место веќе не се помни. Цвекињата колку траат, тревата? Ќе издигна, ќе се исуши. Цветото, некој цвет таа е ден, некој недела, некој месец, разни цвеќиња има, така и човечките животи. Некој живее 20 години, 30, 50, 100, толку. И после нема. Дури споменот ќе исчезне. Тоа е најстрашното, не само што умираат луѓе, него никој нема ни да знае тој човек дека живеел после 10 години, 20. Ти знаеш кој живеел тука пред 100 години? Врска нема. Пред 50? Врска нема. Мислите за тебе ќе знае некој? Внуците твои, ако знаат, биди среќен. Толку е. Ама Господ ќе знае. Ако веруваш, твоето име е запишено в книгата на животот. Алелуја. Но Господовата љубов е вечна над оние што се бојат од Него. Халелуја. Неговата правда над синовите, на синовите, не само на тебе, него на твоето подомство, Господ ќе делува и ќе благословува. На сите оние што го чуваат, што го пазат Неговиот завет и ги помнат Неговите заповеди да ги исполнат. Не е само што Бог ќе е верен кон тебе, него и кон твоето потомство ќе го благословува. Дури и без оглед дали они ќе служат на Господ или не. Толку е Господ добар. Дури децата твои, внуците да не служат на Господ, Бог ќе ги благословува ради тебе. И жално е што нема да служат, пример, ако не служат. Страшно, ама Бог пак ќе ги благословува, затоа што Бог е верен. Не само кон тебе, него и кон потомството. Мислите Соломон ради тоа што беше нешто, Бог толку го благослови? Не, ради Давид го благослови. А он таа мудрост ја потроши на жени. А можеше да направи милион други работи. Ама Бог пак го благослови. Разбираме? Така да, тоа е благослово, тоа е така и со државите, така и со фамилии. Се чудиш зошто таа фамилија е толку благословена. Затоа што има некој што бил Божи човек од таа фамилија у предците, сигурно. Викаш, ама тие врска немаат, не служат на Господ. Пример. Мислам, не зборам се за секоја фамилија, имаш секакви фамилии, нели? Но има некои фамилии се чудиш зошто. И има секојаш зошто. Зошто Америка е толку силна како држава? Зошто има, ама сега не живеат како што треба. Ама затоа има што живееле. Има и сега што живеат, ама по историски имало милиони што живееле. Кога тука ги тепале и ги гонеле и ги бркале, ги убивале, они бегале у Америка. Од Македонија бегале. Нели сме ви кажувале тоа, во Радовиш имало голема црква. 2000 луѓе црква имало. Методистичка. Сега пред 100 години. Јас лично ги гледав книгите, ја гледав кога бев во методистичката црква во Радовиш, уште ја чува тетратката со листа кој кога се обратил, кој кога е крстен у вода. Име и презиме, адреса, сите што били у Радовиш. 200 фамилии имаше, у тие фамилии имаше од 5 до 12 луѓе.
И поише имаше. Значи фамилии, поширока фамилија. Татко, мајка, деца, па се родил, па дедото, па цела голема фамилија. Околу 2000 луѓе крстени, членови од црквата. Пред 100 години тоа. Сваќаме. И дошле православците, дошле пасторот го заклале, попоите тука дошле и го исклале пасторот, старешините, црквата им ја запалиле и најголем дел од верниците Америка и Канада избегале. Значи, пасторот што беше од методистичката црква ми го раскажуваше тоа. И некои вика се вратили у православие, некои останале методисти, многу малце останале. И денес колку 20-30 луѓе 50 методисти, на пример. Значи, бегале таму. И таму продолжиле со Господ. Ние не ни знаеме за тоа. Јас да не го видев овод, кај ќе знаев? Ја не знам, кој знае? Никој не знае. Не, на телевизија нема ти го кажат сигурно. Јас бев шокиран. Нели? Во Радовиш имало втора црква, после Солунската црква, Радовиш била најголема. Ама дошле и ја заклале, ја убиле. У духот и практично. И Божите луѓе избегале. И сега, зошто Америка е благословена, Македонија не е? И па, ај сега кажете ми зошто. У Америка ги прибирале христијаните, у Македонија ги тепале. Истото и сега, нели? Значи, се има зашто. Ако ги разбираме Божите патишта, ќе разбираме зашто. И нема како неверниците да хулиме. Абе, нема правда, абе, нема не знам што. Не, има совршена правда. Само треба да го познаваш Господ. Ајде да не бегаме од темата. Халелуја. Затоа што Бог вика, благословува, правдата своја излева врз синовите на синовите. Над оние што го чуваат неговиот завет и ги помнат неговите заповеди да ги исполнат. Амен. Господ го поставува својот престол на небото, неговото царство владее над се. Неговото царство владее над се. Колку да е грешен овој свет и ѓаволот да е богот на овој свет, царството Божје владее над сето тоа. И затоа, вика, благословувајте го Господа сите негови ангели. Вие мокни во сила, кои го исполнувате неговиот збор, кои што сте послушни на гласот на неговото слово. Благословувајте го Господа сите негови воинства, сите негови слуги, што исполнувате неговата волја. Благословувајте го Господа сите негови дела во секое место на неговото владење. И благословувај го Господа душо моја. Благословувај го Господа. Ради се ова што читавме вечерва и што не може да докажеме, што има бескрајно многу работи Господ што направил. Како што вика, Исус толку многу работи направи, што не може сите книги на целиот свет да се запише тоа. И сега ти ќе кажеш како може тоа. Затоа што тоа Исус што го направи, не беше само отиде и положи рака и сега ќе пишуваме таму Исус положи рака. Него Исус од духот направи за сите луѓе на целиот свет све. И толку многу работи и детали има што Исус направи, што стварно не може да се запише. Неговото дело беше совршено. А ако е нешто совршено, е бескрајно. Разбираме? Значи, Исус тоа што направи, вика, не може да се запише у книги. У сите книги на цел свет. Амен. Јован ги разбираше Божите патишта, затоа го запише тоа. Затоа нашите души треба да го благословуваат Господ. Затоа што Господ, и тоа били прокламации, вика, царот Давид. Господ нека го благословуваат, вика, сите негови ангели, кои што се мокни, силни, кои што го исполнуваат неговиот збор, кои што се послушни на гласот на неговото слово. Ангели Божи, благословувајте го Господа. И вие кои што служите меѓу луѓето, слуги Божи, благословувајте го Господа. Кои што извршувате неговата волја. И сите негови дела, значи целото создание, се што постои, се што дише, дали е цвеќе, растение, животно, се нека го благословува Господ. Вау! Душо моја, вика, благословувај го Господа. Амен.
Почнува со тоа, завршува со тоа. Ако го разберете Словото вечерва и го примивте, благословени сте. И готово, завршено, и успеавте. Блажени сте. Душата ви е блажена, срекна. Тајната ви е откриена. Го познавте Бог, го познавте животот, патот, све. Завршено е. Успешни сте, срекни сте, све е готово. Исцелени сте. Просперитетни сте. Живот ви е простен. Завршено е. Халелуја! Халелуја! Халелуја!